Добро вечер, почитувани гледачи. Вечерва зборуваме во студиото на 24 отворено за еден од најгорливите проблеми во нашето општество – корупцијата. Последните случувања ја потресува и самата антикорупцијска комисија, каде што претседателката е осомничена во еден од случаите кои што помпесно беше најавуван и експлоатиран во изминатиот период, случајот Адитив. Додека граѓанските организации бараат оставки за да се врати кредибилитетот на комисијата, политичките партии некако срамежливо рекоа чекаме судски епилог. Дали е ова уште еден удар во битката или во борбата против корупцијата, или можеби шанса за прочистување на системот? Во студиото со нас е универзитетскиот професор Башким Селмани. Добра вечер, добре дојдовте. Благодарам за поканата. И Миша Поповиќ од платформата на граѓанските организации за борба против корупцијата. Добра вечер и за вас. Ќе зборуваме за системската корупција, ќе зборуваме и за она што следеше или предходеше и на она катастрофална ситуација во Кочани, која што денеска доведе до интерпелација на министерот Тошковски. Како и да е, господине Поповиќ, отвараме со она за што веќе ја најавивме и емисијата, антикорупцијската комисија под сомнеж. Колку е нарушен кредибилитетот на самата комисија? Прво благодарам на поканата. Да, точно е дека организацијата од која што доаѓаме членка на платформата, и тоа сега ќе зборувам од име на организацијата. Овој случај сега што го гледаме секако представува удар за институцијата. Меѓутоа мислам дека постои начин како антикорупцијската комисија да излезе од оваа состојба и да покаже, да кажам, дека може да се справи со таквиот удар кој што е нанесен. Сметам дека во овој момент потребно е да видиме пресконференција на антикорупцијската комисија, во која што ќе на многу понепосреден начин наспроти или соопштенијата кои што ги даваат, ќе биде објаснет планот како институцијата да се справи со тоа што се случува и со тоа што и кои се плановите понатаму, што е тоа што институцијата ќе направи во наредниот период за да ги отстрани сите сомнежи кои што може да се појават или се појавуваат во јавноста за нејзиното работење. Ово го прашувам зашто антикорупцијската комисија во изминатите години, би рекол, беше еден институционална надеж во битката со корупцијата во случаи кога гледавме неделување на некои други органи, што прилично, барем вака перцептивно, се намали по изборот на новиот состав на антикорупцијската комисија. Дали луѓето кои што седат во телото се многу поважни практично од самото тело, бидејќи видовме дека со исти ингеренции едни различни луѓе имаат сосема различни перцептивни барем резултати, меѓутоа и други. Да, мислам, улогата на антикорупцијската комисија е, како што кажавте, мешана и во начинот на своето делување и во изборот на тоа како ќе настапува во јавноста. Ако добро се сеќавате, едно од прашањата и кои што ги поставувавме додека се бираат и претходниот состав и овој состав е што на кој начин ја гледаат јавноста како членови на антикорупција, идни членови, нели во тој момент, како ја гледаат јавноста во борбата против корупцијата, заради тоа што борбата против корупцијата почива на неколку партнери, неколку сојузници, тоа се новинарите, а со тоа и јавноста, и невладиниот сектор секако. И
тоа го апострофира на вистина важноста во овој момент членовите на комисијата да излезат во јавност и да го искористат тоа потенцијално сојузништво, нешто што претходниот состав, да речам, знаеше да го направи, да го искористи. Повеќе го користеше. Да. Тоа се различни, да речам, пристапи во делувањето, иако нели претходниот состав оние што беа под истрага, под испитување, го напаѓа на некој начин тој јавен настап на претходниот состав, што мислам дека всушност една од најзначајните улоги, тоа се и неформални улоги на антикорупцијската комисија, да делува во јавноста и да ја поттикнува борбата против корупција, баш мотивирајќи ја јавната дебата кон некои клучни прашања. Нема да може антикорупцијска комисија колку и добро да работи, во секој момент да заврши случај навремено, да го заврши случајот. Некогаш е поважно дури да се изнесе некаков став во јавноста, некаква позиција, да се побараат сојузници, отколку да се заврши одреден случај. И мислам дека можеби тоа треба да биде поука што треба сега да се излече и всушност тоа сојузништво да се изгради во наредниот период. Да, господин Салмани, дали вие сметате дека овој случај со претседателката на Државната комисија за спречување на корупцијата е практично и дефинитивен крај на легитимитетот на ова тело, или одиме по на логика презумпција на невиност? Прво се знае дека самиот збор корупција потекнува од латинскиот збор, што значи уништува све што е во јавен интерес. И ние сега само ги следиме последиците на јавниот интерес. Јас можем на два аспекта да го согледувам истото. Мене ми е многу жал, бидејќи истата судбина што ја имаше специјалното јавно обвинителство, бидејќи кај нас во потекот само теоретски да се направи план и реализација против борбата против криминалот и корупцијата, одма институциите веднаш остануваат жртва на институциите. Значи, кај нас толку е криминалот и системскиот криминалитет, што го голта и самата специјалното јавното обвинителство. Тоа беше една главна поука, која за нас беше најголема надежда, бидејќи на кој принцип таа јавно специјално обвинителство станува со помош на позицијата и опозицијата. Значи, има некоја главна точка каде сите се врзани на едно, а друго зборуваат на јавност. Прво. Второто, што се однесува во причините, каде е корупцијата, мене ми е многу жал што после 30 години ние да зборуваме за истите теми. Пред 5 години, значи, криминалот и корупцијата во Балканот и во сите влади на Западниот Балкан на државите, од податоците од FBI и CIA беа до 58 сите влади имаат директно или индиректно влијание за организиран криминал. Така сега задните податоци повикаат дека над 89,9% сите влади во Балканот влијаат врз основа на организиран криминал. И така сега како можеме ние да го најдеме етиологијата на проблем? Значи, не е само кај институциите, веќе ние сме навикнати како граѓани да живееме во овој систем. Така што од сите причини на кој начин треба да се реализира или да се превенира за системскиот криминалитет или све што е додадено из дополнителни институции да се бидат спремни против борбата од криминалот и корупцијата, наспротивно, таа постанува метастаза, кој денеска ние можеме сите да зборуваме за криминалот и корупцијата, но научно е докажано, што повеќе зборуваме јавно за криминал и корупција, толку потешко може да наоѓаме спас или како начинот да го спречуваме истото. Второто, што се однесува улогата на институциите, јас имам стаж над 9 години во Основен суд Тетово
и го гледам кои се причините, како беше во почеток државата од самостојувањето, верувам дека тогаш ретко имаше некој настрана да диктира некоја пресуда или некое решение. Задните 10 години, значи, сите политички партии кои се на власт, прво или стартот го имат да го земат судството на своите раци и тоа на еден или на друг начин го сториле. Прво, што однесува другото, значи, од каде потекнува криминалот и корупцијата, за жал на сите држави може да биде 10-15%, кај нас фактички реалната состојба го зборува спротивното, бидејќи криминалот и корупцијата е поттикнато од страна на институциите. И значи сега и научните и теоретските криминални действија, како се истражуваат и сите теоретичари во практиката, најтешко е кога институциите стануваат сторители на кривичните дела. Значи, овие кривични дела се сторуваат во институции, не надвор од институциите. Значи, тие кои треба да го гонат криминалот и корупција, фактички тие стануваат сторители. И тука е прашањето на кој начин и како треба ние да постапиме и дали сме способни истото да го пренесеме и за нашата дома и за нашата држава. Ние задните 20 години до крај секој ден ние слушаме како институциите да се чува уставот и другото све поред во име на патриотизма. Фактички, оваа држава е крадена врз основа на патриотизм. Патриотизмот, модерниот патриотизам е секој граѓанин на оваа држава треба да му дава на државата, да државата собира и осигурува дигнитетот на граѓанинот, угледот на граѓанинот, исто така на сите аспекти, економски, политички и така поред. А што е метастазата? Метастазата, кој никој не го зборува, од сите политички партии, значи јавниот долг. Кои се причините на јавниот долг? Ние сега моментално има над 72,3% јавниот долг, доколку биде уште 5 или 6, значи комплет нашиот систем може да банкротира. И ние банкротираме како граѓани, тоа гледаме секој ден. Да, но тие пари се губат токму во системот на таа системска корупција, каде што им се губи трага. Не ми е дека само кај нас дека ние не сме способни да го руководиме со државата и институциите, бидејќи транснационалниот организиран меѓународен криминалитет фактички има дел кој насекаде институциите го спречуваат. Кај нас институциите го помагат истото, бидејќи ние уште не знаевме и не знаеме ден денес од кои причини остана смртта на јавното обвинителство, специјалното јавно обвинителство. Ние ден денеска не знаеме каде се материјалните средства на Груевски. Уште ние ден денеска не знаеме од кои причини целиот државниот капитал кој се распродели на индивидуата, значи во Македонија само 100 луѓе руководат скоро 30 години со оваа држава. И фактички ние ги знаеме тие луѓе, каде се и каде, на кој начин тие направиле са институциите да ги служат нив. Значи, има една голема метастаза, која може ние да превенираме. И ние фактички го знаеме истото. Сега не е проблем кај институциите. И самите ние граѓани, наместо да превенираме и реагираме, ние го сториме култура на корупцијата и на организираниот криминал, ние ќе зборуваме и каде е етиологијата, ќе се вратиме на тоа. Сакам уште малку да причините, на кој начин треба да реагираме ние како граѓани. Господин Поповиќ, да, убаво излагање имаше професорот, но сакам уште малку да се вратиме на ова. Зошто и како овој еден од тие алатки за борба против корупцијата, која сега е доведена во прашање, може да се спаси. Многумина ја повика претседателката да поднесе оставка. Морално и етички е веројатно така, меѓутоа законски се уште нема услови за тоа да се случи. Мислите ли дека таа треба да поднесе оставка, прво, за да се спаси она што може да се спаси од овој антикорупцијски состав, и второ, има ли механизми собранието да разреши човек под сомневање?
Тоа се неколку различни работи и сите се, да кажам, важни за дискусија. Прво, оставка како акт на морална одговорност не е всушност признание на кривична одговорност. И мислам дека е важно во овој момент таа да се случи, токму за да се овозможи на колегите, членовите на останатите членови на ДКСК, меѓутоа уште повеќе и секретаријатот на антикорупцијската комисија да може да продолжат, да не ја имаат таа целата институција практично, да не само може на некој членовите начин да се справат со таа тежина која што сега неминовно луѓето ја гледаат. Можеме да кажеме дека нели одговорноста е индивидуална, меѓутоа луѓето така перцепираат и токму заради тоа чинот на оставка од морална одговорност сметам дека е важен за да се помогне на институцијата. Од друга страна, и тоа не значи дека на крајот ќе заврши со кривична, дека се ниту дека се признава, а уште повеќе во кривичната постапка треба да се докаже вината и сега не ја преюдицираме таа вина. Зборуваме само дека сега имате наводи од јавно обвинителство во истрага и тоа е веќе доволно, да кажам, особено што водите таква институција која што треба да се бори со. И сега од друга страна не постојат законски пречки да се даде таква оставка. Функцијата не е задолжителна за функционерот. Вие можете да си отидете од функцијата тогаш кога сакате. Немате задолжение, тоа е ваше право вие да бидете функционер, не е ваша обврска да бидете функционер и токму заради тоа може да се случи. Од друга страна, сметам дека во законот има доволно заштита на членовите на комисијата да не можат да бидат арбитрарно менувани од страна на собранието. Тоа не значи дека собранието не треба сега да се интересира за работата на антикорупцијската. Добро, собранието се интересираше за работата на членовите на судскиот совет, на пример, иако не може да ги разреши. Да, ама има право да се интересира. Има право да се интересира и за собранието и за антикорупцијската комисија, впрочем за многу институции, особено за оние институции кои што ги бират, како што е антикорупцијската комисија. Меѓутоа има пречки и треба да постојат пречки за собранието да не може претениците да не можат арбитрарно да ги менуваат. Тука веќе е таа заштита на некој начин на членовите, бидејќи не значи дека вие едноставно треба да бидете експонирани цело време на пратениците, меѓутоа од друга страна околностите кои што се сега упатуваат на потреба од таква оставка како чин на морална одговорност и сега сме во таква ситуација во која што треба да видиме на кој начин овие процеси ќе се разрешат. Меѓутоа да не забораваме дека не можеме да бидеме комотни во позицијата во која што собранието многу лесно може да ги разрешува членовите на тоа секако не би било добро, да. Господин Салмани, го споменавте, направивте паралела со СЈО, со случувањата со СЈО и сега како понатаму во оваа битка од аспект на телото за битка со корупцијата? Вака, сега ние зборувавме почеток за специјалното обвинителство, значи неуспехот да се спречи криминалот и корупцијата води до друго кривично дело и уште поопасно злосторство за јавниот интерес. Значи тие се врзани. Значи секој кај нас во моментот кога се создаваат институциите да се борат против криминалот и криминалитетот, фактички институциите завршуваат во криминалот и жртва. Фактички ние имаме жртва на институциите, значи комплет системот е некаде надвор некој
мене ми доаѓа како одредени институции или луѓе од надвор ги третираат можностите и операциите. Ние сега се јавно судиме. Сите. И сите предмети изгледа дека јавно се судуваат, после план така не знам, ево за јавното специјално обвинителство, не знаеме ние колку пари трошили, на кој начин, каде се средствата, кои беа причинителите, дали беа олигарх, дали бевме ние или кој друг, значи никој не води сметка, не се стражува понатака постапките кои се причини за да сега ние знаеме полесно како да постапиме со антикорупцијска. Не ми е јасно зошто е создадено ова институција. Кои предмети до сега од независноста од 99-та, значи Конвенцијата за човековите права и корупцијата создадена во почеток немаше кривично дело корупција. Сега има институции посебно, на секаде се остават, а фактички во науката се предвидени 3 научни истражувања на кој начин може да се предвидува и да се превенира и да се спречи секој човек или институција која го прави спротивно тоа што е на јавен интерес. Прво е етиката. Етиката ги создава сите закони како треба да се однесуваме во друштво. После моралниот аспект создава како еден индивидуа дали е со функција или без функција, како постапува, дали во друштвото, во институција. И третото е деонтологија која ги мери сите овие постапки. И во моментот на спречувањето, во моментот на девијација, мора да има други институции кои ќе реагират. Ево видовте во Франција или во Париз, од моментот кога запад изведен на човекот непочитување на постапката, одно лекарот е приведен. Значи, кај нас не се приведува. И ние не знаеме кој се, дали е подзакана председателката на антикорупцијската, кои причини, она треба јавно да се изјаснува кои се причините. Дали се заканувачки или не, или кој, она знае сигурно тоа. Тоа се работа за голема сума, колку беше 6 милиона евра, не знам. Да, целиот случај така. Така, да, меѓутоа ние милионски суми има. Таа е осумничена за оддавање службена тајна, да. Добро, ама тоа само во јавноста излезена, ама кои причините, кои се сторителите, на кој начин, значи како комуницираат, ние знаеме дел од нашите, било во која институција, секогаш се постапува врз основа на дали политичките интереси направиле некое што не е потребно. Зато за мене лично има неколку институции кои не би требало да постојат. Дали од министерствата, ево пред да доаѓам тука имам направено некоја анкета, анализа воопшто за нас во институциите. Ние како држава еден граѓанин го служат над 6 административци. А од друга страна, квалитетната услуга на граѓаните се прави на една потврда на 15 или 20 дена се издава. Значи, тоа е спротивно тоа ефектноста на администрацијата. Значи, куп административци има во секоја институција и ние знаеме јавно и нејавно на сите институции кои се врзани со криминалот и корупцијата. Значи, само 4 до 5% од сите субјекти или функционери или надлежности кои ги имат на раководните места, ние ги знаеме од прилика горе-доле кај се. Значи, ние 95 од граѓани во било кој работно место, ние сме жртва на ваквите однесувања. Второ, ако се оди во услугите што ги прават институциите, верувајте, секој административец било во која институција, само 45 минути имат ефективна услуга на услугите кои треба да го служат граѓани. Затоа мислам дека треба да се направи некоја подетална анализа која ќе доаѓа од самите институции, како треба да се постапува и услугите на администрацијата, дали и другите постапки, треба да бидат поквалитетни, на време и место, треба да бидат и поскапи. Не можете вие за една потврда, значи има одредени проблеми и внатре и надвор. Значи надвор значи комуникациите со нашите институции со иностранство и практичко сите инструменти или акти кои треба да ги издаваат институциите, на кој начин се постапува. Одиме на пример. Мене ми е
да ги разделиме на неколку аспекти. Прво индивидуалната услуга, како се служиме ние со институциите, после другите аспекти, како е, например, одиме со тој триаголникот, како постапуваат граѓаните. Значи, културата на корупцијата и криминалот, секоја работа што имаме, ние прво одиме во таа институција. Дали имаме пријател? Ако немаме пријател, ќе наоѓаме по политичка партија ќе одиме. А ако не може по политичка партија, тогаш на крај даваме колку чини услугата. Значи, тоа е една метастаза која секој ден постапува така и сите ние сме врзани во тој зинџир, а никој не се согласува со тие постапки. Затоа мислам дека би требало институциите да бидат ефективни. Доколку не се ефективни институциите, тогаш го докажува спротивното. Секоја институција, дали да одиме во општинските надлежности, дали во другите институции, ќе видиме секоја институција има дол на државата, јавниот дол. Од 60 до 75, скоро до 80. И сега ние не ги наоѓаме луѓето или сторителите на неефикасноста на тоа што го плаќаме ние како граѓаните. Значи, има одредени проблеми кои треба да ги истражувам, да ги видиме и да ги спречувам, бидејќи никој не сака во ова состојба да биде вака политички. Ево, например, другото што го реков во почетокот, сите во администрацијата или во текот на денот повеќе зборуваат за политичките проблеми, значи наметнате политичките проблеми, отколку и доминираат во јавниот дискурс постојано, да. Не, ја имам направено во целост истражување како го губиме ние времето. Ево, например, да направиме една анкета во секаде во сите институции, еден администрација, дали јас, вие или кој ден, колку ние сработаме преку денот и колку сме ефикасни. Ќе видиме во една канцеларија, 4 административци, еден работа, другите чека. Значи, мора да видиме ние колку сме ефикасни. Доколку не сме ефикасни, тогаш да направиме рестрикција. Во почетокот направивме неколку реформи и никогаш не е направено, бидејќи секој закон што се носи, значи не ги превзема три основните постулати. Прво, законот ако се деносува, треба да се истражува од реалната состојба на терен. Ние носиме закони од иностранство, а од другата страна гледаме кои што не се тука применливи на ова почва овде. Во образованието, нели имаше секој дете по еден компјутер. Милионска сума се потроши. Ден денеска никој не го истражува каде завршија тие пари. На кој начин постапили, дали имало успех или не. Од спротивното, имаше средства за трето дете, па за четврто дете и така поред. Некогаш ги прекинуваат, збратуваат, све е спротивно од тоа што ефикасноста на институциите. Видовте и премиер тогаш за Републички судски совет. Да, има потреба судството, ама промените не се прават од надвор. Промените се прават од надвор. Да, но кога не се прават од внатре, што се случува? Па ево вака, да видиме каде се причините. Не можете вие да барате независно судство со зависен буџет. Значи, тука е проблем. Како јас се судам, кривично дело, например со милионска сума или одреден криминал и корупција, а од другата страна, јас зависам со кредит. Значи, секој второ вработен во државата или трет е задолжен со кредит. И сега, вие, кога доаѓате како премиер, ако сакате да решите некој проблем, прво ќе решите, ќе видите дека секој граѓанин, ако е задолжен на кредит, да им намалиме кредитот. Тука треба да се инвестира, а не да се земе залог да вградиме, например, тротоар. Ние давачките ги имаме исто како граѓани. Ево, само момент да ви кажувам, јас доаѓам од Тетово, малку ќе се задолжам од тоа што е, ево колку имам платено по пар. Значи, доаѓам од Горно Седларско. Каде е причината? Значи, има неколку последици. Прво, бившиот систем, комунистичкиот систем е инволвиран во нашите институции. А во тој систем, јас сум жртва од кој причини? Ево, например, ние плаќаме од Горно Седларце до Тетово, значи користиме само 4 км, а плаќаме 30 денари до Гостива. Тој автопат е вграден во нашите
над нашите гробишта, во нашето поле и све поред. И сега ние не сме против плаќањето. Ние бараме да се плаќа колку користи. Сите директори до сега, дали од ДУ и од СДС, од ВМРО, не го расчистува тој проблем. Значи, ние се рекетираме секој ден и секој дневни како граѓани, бидејќи тоа што го даваме не ни се користува. Не сме против плаќањето. А реков почеток. Ние ако го цениме, ако сакаме ова држава мора да плаќа. Ама истото да води грижа и држава. Што треба да прави сега, на пример? Ево, во име на селаните од Горно Селар се барам до директорот, актуелниот директор, да платиме толку што користиме. Не можете вие да плаќате 100 денари, а фактички користите 4 километри. Тука ми е целта, не само ова. Ние може да зборуваме во индивидуалната безбедност, може да зборуваме семејната безбедност, може да зборуваме за раната на безбедност. Имаме одредени проблеми кои никаде на некоја место ние не ги детектираме и не реагираме на време и место. Значи, постапува така, незаконски незаконска останува како ред и правила. Имам ја многу да зборувам, во почеток ги кажувам, не само за ова, сите граѓани. Значи, граѓаните бараат каде одат тие средства. Само таа патарина, кај ние одиме, 4 милиона и 6 евра, над 4 милиона евра прави промет годишно. Повелите, видите дали задните 20 години е асфалтирали или поправени нешто дополнително. Без жици на страна, без безбедност, ограничувањето и така поред. Сакам да апелираме сите функционери, нека ги слушат институциите каде се внатре. Бидејќи дел од тие вработените што работат во патарините имат основен проблем со комуникацијата со граѓани. А што е друго? После патарината одма доаѓа инспекцијата, после инспекцијата одма после фаќа и реагира полицијата. Значи, ние сме и почитуваме полицијата и ако има некоја институција што функционира добро, значи е полицијата. Ама по постапките на полицијата, другите институциите не постапуваат. Дали во истрагата, дали во судството, че зборуваме и за другите институции, за судството, што мислиме и како треба да се постапува во иднина. Благодарам, одиме на куса пауза за реклама. Повторно во студиото на ТВ24 за системската корупција разговараме со Селмани Поповиќ. Господине Поповиќ, денеска бевме сведоци на протест на родителите, семејствата на загинатите, на жртвите од дискотеката Пулс во Кочани. Значи, еден случај кој што беше одбележан како символ на таа системска корупција која што се случува во општеството. Што покажува досегашното постапување во однос на ова? Значи, можеме ли да имаме некоја поидовна точка од каде што ќе речеме да од тука може да се случува пресврт во битката? Обично има два начини како се стигнува до успех некаков во борбата против корупција. Едниот од тие е за жал кога има општеството претрпува некаква голема и значајна траума, како ова во Кочани, меѓутоа и не само како ова во Кочани. Постоја уште неколку големи несреќи во изминатиот период, нели пожарот во болницата модуларната во Тетово, Дурмо и Беса Транс и така натаму и така натаму. И веројатно постои таква можност за да се создаде еден бран, да кажам, движење кон тоа да се променат работите, меѓутоа треба исто така да се види реалистичен кој е предизвикот со кој што се соочуваат граѓаните. Другиот начин на промена е кога е нешто налик на оно што го зборуваше професорот, кога тие бараат подобрување на услугите. Значи не се занимаваме толку со борба против корупција, него сакаме да добиеме подобри услуги, а за да добиете подобри услуги, системот мора подобро да функционира и некако таа борба
станува паралелна на добивањето на борбата против корупција, станува паралелна на добивањето подобри услуги. Меѓутоа, да се вратам малку на случајот со Кочани, меѓутоа и не само случајот со Кочани. Сите овие големи несреќи низ кои што помина нашето општество во изминативе неколку години покажуваат на една негрижа. Таа злоупотреба на службена должност, она што ја постои нешто за кое што малку се зборува, иако да кажам е централно на проблемот. И зашто го користам зборот негрижа? Значи зборуваме за несреќи во кои што пропустите се за злоупотребите и пропустите што се прават во корист на компании кои што понатаму профитираат на некој начин заради делумно и заради неследењето на законот. И не треба да го исклучиме, да го забравиме уделот на приватниот сектор во корупцијата. Ние зборуваме доминантно за државата како генератор на корупција, меѓутоа приватниот сектор е тука исто така значаен актер во целата приказна, а најзначајниот актер е тогаш кога политиката и приватниот интерес е еден човек или да речам група. Тоа е еден триаголник на моќта, дали тука се прави да речеме меѓу приватниот сектор, државата и судството, или правосудниот систем. Стандардна шема е вие да ги разделите актерите. Многу веројатно најопасна ситуација кога тоа е една организирана мрежа или да речам една организирана група, кога тоа не се случува преку лобирање, преку најразлични влијанија, туку тоа е еден организиран процес и тоа е најтешката форма нели на корупција. Меѓутоа, она што да кажам ги обединува овие случаи и повторно ќе се вратам на зборот негрижа како резултат на корупција е дека во сите овие ситуации гледаме дека пропуштањето на должен надзор, пропуштањето на или злоупотребата на службената должност се случиле за аспекти од работата на, да кажам, локалот, болницата, превозникот, кои што не се однесуваат на обврски на компаниите кон државата, туку се обврски на компаниите кон потрошувачите. И таа негрижа е институцијата доаѓа, наплатува ДДВ, проверува какви комунали должи, дали треба да се регистрираат возилата, во каква состојба се возилата, во каква состојба се објектите, бидејќи тоа повеќе ги засега потрошувачите, тоа е секундарна грижа на институциите. И тоа покажува дека корупцијата не само што има некакви директни ефекти, кога зборуваме нели за размена на средства на мито, туку едноставно создава еден многу поширок бран на опасности, на загрозеност на граѓаните, токму заради таа идеја дека работата на институцијата е да ја обезбеди користа на државата во делувањето на приватниот сектор, данокот, давачките и така натаму. Меѓутоа, напротив, ние и даваме мандат на државата, на институциите, да го бранат нашиот интерес и како граѓани во политичка смисла како гласачи, меѓутоа и како потрошувачи, како станари, како работници. Значи да се грижи за заштита на безбедноста на работното место. Но не се грижи доволно и тој личниот интерес над тоа. Овие случаи за жал покажуваат не само корупција, туку и негрижа.
негрижа и на службениците и веројатно силата на да кажам тоа што резонира сега е всушност тоа чувство на загрозеност кое што граѓаните го почувствуваат заради тоа што не се чувствуваат безбедно онаму каде што тие битисуваат, каде што живеат. И тоа е потенцијал за антикорупцијските актери. Меѓутоа, во оваа смисла зборуваме и за една можност на политичарите да го искористат тоа, ако сакаат, а не да биде првата, нели, на прва топка да се браните или да мислите дека, например, нешто ви се подготвува, ако се раздвижиле граѓаните некако на улица. Да, Салмани, што мислите вие? Мислам, да ви кажем право, го видовте и гневот на луѓето, и не само од овој случај, и од претходните го знаете. Како граѓани, тоа беше комбинација на засорства, што може да се однесува врз основа на неморални однесувања на јавните институции кои се должни и одговорни да обезбедат безбедност на сите граѓани во сите ниво. Фактички, санкцијата, значи превенција на неповторувањето на ваквите кривични дела. Да се постапуваше во Ласкарсе или во модуларната болница, казните да беа поогромни, последиците да беа уште... Таму практично и немаше одговорни во модуларната болница, освен постапување на докторите во делот на менаџирање, што навистина немаше врска со случај. И за другите беа многу ниски. Во правото има една изрека, века нема криминал без трага. Трагите ги сокрива моćниот, тука зборувам за институциите кои раководат и кои се моćни, после државата и на крај, ако институциите, моćните и државата не ги казнува, тогаш Господ ќе не казнува. И фактички ние бевме од таквите неправди. Замислете, граѓанинот оди на лекар и завршува трагично. Или спротивно, оди на забавна, завршува трагично. Значи, сите овие кривични дела се на свиреп начин. И тоа многу одговорноста е голем. Фактички, од ваквите неможни ситуации, ако за Ласкарце, модуларната и во другите случаи, ниеден од тие случаи нема завршница или пресуда кој е виновен. Значи, доколку институциите не откриваат виновници, тогаш се тие виновници. Значи, јавната одговорност, индивидуалната одговорност кај нас се измешано, бидејќи сторителите на ваквите дела во интерес на материјалните средства, бидејќи таа модуларната колку коштала ние ги знаеме, уште тие луѓе се во функција и не им спречава ништо. Значи, што е битно? Од сите овие врзани или метастаза на неоткривање или другите постапки, значи ние сме психолошки врзани еден до друг. Партиски сме врзани еден до друг. Семејно врзани сме еден до друг. И правото никогаш ние не можеме да го откриеме во виделина. Јас и во почетокот на настанот и како ги гледам како се водат постапките во прејудицијарната постапка или по претходната постапка, значи истрагата се води на хоризонтален, а не води на вертикален. Значи може од почеток до крај, до актуелните институции, може и едното и друго. Ама целта не е правно и да се открива доказите на лице место. Бидејќи тука се вмешани 6 институции. Од тие 6 институции, кои ги поставили институциите да спеат во тој ноќ? Тоа е многу битно. Значи, ние имаме сега постапки, од претходните постапки, не научивме ништо. Јас и тогаш, и сега, барам правото, никој не може да го става на добар пат, освен помошта на меѓународната заедница во доменот на криминалистика. Зашто ние, јас го кажувам овде, одма мислиме дека ние
ќе се меша во нашиот суверенитет или во другото. Не е така. Ево германската експерти по криминалистика имаше и во Тетовската модуларна болница. Ние не знаеме ден денес дали е откриено, не е откриено, ние знаеме дека е откриено. Ги знаеме исторителите, причинителите, јавноста ги знае и ги суди. Точно ги знаеме ние со имење и презиме. Ама државата не ги знае и не им дава она што треба да суди. Значи, каде е проблем? Мора да се бара помош во доменот на криминалистика. И тогаш доказите ќе бидат зачувани и без емоции ќе се суди. Ако се оди сега директно, правно се знае Министерство за образование, Министерството за внатрешни работи е должна 24 часа да држи ред и мир на објекти, на движење, на луѓе и така поред. Значи, она е главно. После потоа ќе се постави истрага. Значи, ние ако заобиколиме некоја институција или некој индивидуо, тогаш одма му создаваме друга патека на самата истрага. Значи, ако даваме ние друга патека на истрага, добро, но мене ми изгледа така. или полицијата вели истрагата се уште се води и таа не е завршена. Нели досега 70 на Не преюдицирам. Да, Јас да. преюдицирам Само тоа што го гледате. Не, јас преюдицирам во претходните постапки и не сакам тие случаи да завршуваат и да се судат јавно и да имаат политичка завршница. Јас не го сакам тоа. Кога го зборувам тоа, го зборувам реално, бидејќи ние сакаме државата да ја обратиме на правен пат. Правен пат, без помош на одредени криминалистички помагања што може да ни доаѓаат од Богом, бидејќи тамо е најголемата и најака институција за криминалистика и во другите институции и внатре и од надвор, како ни дадоа помош државите во однос на пациентите, зашто да ни даваат и во правото. И затоа мислам дека, ипак и тука мислам дека би требало да ги ставаме на страна емоциите, политичките препукувања или мислам дека политичкиот амбиент кој не гледаме дека не е во ред. Не можете вие на страна да судите некој пред 10 години, ево на пример директорот за дирекција, кога заменикот директорот за дирекција рече задните 10 години од таа дирекција вика ниту е правено некое барање од правното лице, ни тоа од нашата страна евидентирано некој акт дека е баран. А заменик директорот стои во затвор. Например, мислим дека јавно се гледат некои работи дека не може на страна. Значи, во предистражното и во истрагата, многу е битно, можете вие да земете и 60 луѓе, и 80, така се проширува реалното настанот на самот настан, но тогаш може, ама не можеме ние сите во притвор да бидете или сите во затвор. Значи, еден ден да бидеш во притвор, тоа значи многу за граѓаните. Мислам дека од сите тие никој не сака да избега или во спротивното. Мислам дека треба да се лечиме од претходниот менталитет и мора да бараме помош. Тоа е моје мислење, бидејќи доколку ние бараме некој да суди неемоционално, тогаш да се види на кои причини. Замислете вие во Тетовскиот вика кабелот е виновен. Тоа не знам, не му личи на една сериозна држава во таквите жртви, убиени или изгорени на свиреп начин, и вие да речете кабел. Па кој го поставил во струја тој кабел? Сам или човек? Ние ги знаеме кој си така. Затоа мислам дека не би било лошо, не сакам да се сватиме како ние во бара или се меша во нашиот суверенитет, бидејќи помошта од овие институции на нас сите ќе ни помогнува во криминалистичкиот аспект, мислам. Да. Шанса ли е ова судењето, после понатака дали ќе оди, зашто многу тоа како ќе биде 160 Не, јас сум работел како заменик судија. Да. Многу е тешко во судот да се докажуваат истите колективни, бидејќи тука имаме ние министер за економија, на пример, одговорен, точно. Но во таа Министерството за економија или Министерството за транспорт и врски или во другите, директно, значи, не може да биде вина на правното лице или представникот. Има подсектори, има инспекторат, има тоа. Значи, многу е тешко да судството треба да го докаже. Затоа мене ми е страх и овој предмет не сакам да завршува во политичка смисла како завршиле другите предмети. Дали ова добра шанса да се отворат или реотворат или продолжат дел од овие стари предмети
кои што никогаш не видоа светло на денот или барем не онака како што требаше. Не сум кривичар. Од не знам од аспект на граѓанското општество, од аспект на она што би било потребно за да таа катарза конечно добие некакво опиплива варијанта. Пред 2 години веќе пред 2 години платформата побара одговори за тоа до каде е паралелната истрага, втората истрага за случајот со модуларната болница, бидејќи нели постоеше истрага која што ја водеше јавното обвинителство и истрага што ја водеше јавното обвинителство за организиран криминал. Поминати се веројатно многу рокови до каде е таа истрага. Навистина тоа сега треба да се даде како одговор. Дали е завршена таа приказна или не, односно случај кој што да кажам беше повеќе околу на некој начин сличен по логиката по теоријата на случај на ова сега како се води предметот за кочење, значи одлуки кои што биле носени, кои што создале ризик понатаму за граѓаните. Да, таму освен тоа стануваше збор за јавен објект од јавното. Да, меѓутоа се одеше нели и транскриптите кои што беа обезбедени на јавноста околу испитувањето на јавните обвинители на одредени сведоци, потенцијално можеби осомничени и така натаму. Таму линијата на испрашување беше околу таквите, значи дали стандардите што биле во модуларната ги задоволувале условите за кои што била користен објектот и така натаму. Сега да не навлагаме во премногу детали, меѓутоа баш во линија на ова како сега се води случајот Кочани, интересно е да видиме на кој начин и каков одговор ќе даде обвинителството за организиран криминал и корупција по однос на овој подзаборавен, да кажам, предмет. Меѓутоа, да, важно е да се разрешат тие болни точки правно, заради тоа што сметам дека само на тој начин ние можеме полека да транзитираме како општество од чекањето, од тоа да чекаме ние да се доведуваме во ситуација, да чекаме или да ја даваме пресудата, знаејќи дека постои веројатност нели тоа сето да се заташка и брзи сме на развој на такви очекувања. Добро, сега на пример имаме постапување така за овој случај. Доста широко распространето, наистина брза акција видовме, но пропратена е со овие обвинувања, селективност, недоволна фокусираност, сето на што и родителите го изнесуваат на децата, меѓутоа и дел од независните наблюдувачи. Дали тука има некоја граница или сепак самиот почеток на тоа што се почна може да даде некаков ајде да кажем надеж дека сепак ќе се заврши како што би требало да се заврши. Тешко е да се коментира без да се знае со кои се докази располага јавното обвинителство. Да, може да се каже дека е амбициозно на листата на потенцијално осомничени или потенцијално обвинети лица, како да се сака да се надомести за сето она што претходно или не било направено. Веројатно би било добро ако се раздвојат обвиненијата за да се има подобар успех. Јас кога би бил јавен обвинител би одел на пресуда наместо на неопходно само висока и само највисоката пресуда, затоа што баш сметам дека видовме доста состојби во кои што се донесоа пресуди, меѓутоа како и да не постоеа. Луѓе што се одлежаа во струга,
со затворски туризам, со смешна конфискација и така натаму и Проформа не ни треба да, да меѓутоа истовремено на крајот на денот и покрај сето тоа, навистина е важно да го добиете случајот. Мислам дека на граѓаните им е важно да се добие овој случај. Меѓутоа оставам на јавниот обвинител да одреди. Да. Селмани, да на крајот на емисијата да сумираме, имаме ли капацитет за да ги совладаме овие препреки што навидом изгледаат како огромни ѕидови? Јас имам искуство во судот и тогаш и сега мислам дека е последица секогаш дел од тие 5-6 судии во секое судство, дали во основниот, апелација, веровниот и така, секогаш целта им беше на судиите повеќе да го затворат предметот, не да го најдат виновникот. Значи има некоја менталитет на однесување на судиите, што ако не ги третираат сериозно предметите, тогаш граѓаните подобро знаат каде е правото и правичноста. Затоа еве ќе земам еден пример во Римската империја, како многу интересно направено, вика вака: секој судија што делува неправдено, без знаење, значи или без совест на предметот, тогаш тој одговараше кривично. Доколку ненамерно го наштетил странката, тој го компензира, вика, странка. Значи, ние не водиме сметка, затоа сите промени во правосудниот систем, ево ние, например, имаме Академија на судија, Академија на обвинители и така поред, тогаш секоја институција е создадена, а од другата страна не видиме ние ретроактивно какви штети нанесуваме на самиот систем. Затоа мора да има некоја во судството, мислам вака, федерална импровизација на институција, каде во таа федерација на судството да има дел од граѓаните. Не мора да биде ние ги избираме сега судиите или парламентите или некој друг или некој трет и тие може да се договарат каде се граѓаните. А секоја пресуда или решение што се носи во име на граѓаните, а граѓаните никаде не се. Значи мора во секоја порота или во другите институции мора да има независни луѓе. И затоа го барам, јас си го викам, јас сум жртва од таквите не индивидуални правни. Ево вака јас имам положено правосудниот, например, 99 година. Јас не може да бидам ни обвинител, ни судија. Зошто? Зошто не бил дел од некоја политичка партија. Значи има одредени слабости каде некаде ги именувавме ние неспособни, невредни луѓе и тогаш тие се последици од тие луѓе. Значи индивидуа, викам дека само 5% на сите институции имаме проблем. 94-95 ние патиме, ние другите, бидејќи ги знаеме мисли луѓето на кој начин се постапува. Например, како да му викам ја на моето дете, ајде, например, јас сум доктор по политички науки, доктор по правни науки. Дали како професор по политички науки, јас сум чествувал на некоја политичкиот систем. Нема шанса. Зошто? Не сум пријател на некој субјект. Зашто да бидем јас пријател на секој субјект кога имам своја цел? Со мојата цел, јас кога ќе постапувам, ево, нека ме поставуваат мене член на антикорупцијската, па ќе видим. Првата истрага ќе ја водиме јавниот долг. Кој го намести јавниот долг? Се пријавивте вие на конкурсот? Нема да се, 100 пати сум се пријавал. И за судија, и за обвинител, и за се. Нема шанс. Зошто ќе биде некој друг, што е нарачен од партиските. Овие последици се јавни. Сега ние кога ги патиме, кога сме жртва, тогаш реагираме кои се последици. Затоа викам и во однос на Академијата на судиите, Академија на обвинителите. Не знам зошто. Тој ја направиле некоја посебна граница, ја не ги знаем ни кои се тие луѓе што предаваат таму и на кој начин се постапува. Што да правиме ние како факултет? Значи овие каде е целта? Како ќе му речем на моето дете, ево на магистратура, докторира, направи дека ќе успееш, кога тоа што е некомпромисно не може да успева. Затоа викам, јас сакам да ги зборуваме јавно и искрено, бидејќи
Само ние, ако поможеме, значи секој специјалист тој е спремен на институциите и ако сгреши, ќе сгреши помалку. Ние ги носиме луѓе да сгрешат и после да ги скриеме. Па не ги знаеме кои се родители, а другата страна ги криеме. Вие може да ги криете политички, ама јавноста ги знае. Секој граѓанин го знае. Јас сум направил уште една анкета, ова ќе се завршува, се извинувам. Само едно мислење на граѓанин од Тетовско-Полошкиот регион ми направи една анкета и го прашав дали корупција, криминалот, судството, на кој начин, како се осеќате како граѓани. Знаеш што вика? Освен еврото и смртта во нашата држава никој не те зема враца. Значи ова е реално од реалната состојба. Затоа ние треба да би помогнем и да ги фатиме реално, овие се наши проблеми. Не е наш проблем другото, како сакаат политичките партии меѓу себе да се договарат и после да ни наметнуваат одредени проблеми кои не се реални проблеми. Ако може само накратко, ова е интересно заради тоа што мислам дека е важно да признаеме дека широко распространетата корупција прави граѓаните да се адаптираат на неа. Меѓутоа истовремено и не е реално да очекуваме дека баш во секој момент тие ќе најдат начин да се спротивстават. Меѓутоа постои интерес кај граѓаните, има да кажам раздвижување, има активизам некако. Сензибилитетот е поголем. Да. Тоа е едно и тоа е шанса. Меѓутоа ако едно нешто треба да го направиме како граѓани, иако не сакам да го ставам очекувањето дека само граѓаните и дека на нив е оставено тие да се изборат со тоа. Тешка е борбата, треба да дојдат повеќе страни. Меѓутоа, ако едно нешто можеме да направиме е сите овие примери за кои што денеска зборувавме, се примери во кои што оние кои што се корумпирани, оние кои што се криминалци, без разлика дали ќе се извлечат на суд, без разлика дали ќе биде приметен нивниот криминал или не, знаат една работа, дека цената на нивниот криминал во нивната околина веројатно дека нема да биде казната, дека комшиите се уште ќе им кажуваат здраво, нема да ги обвинуваат, нивните деца ќе може да си играат со децата на честните, да кажам, соседи, судиите се уште ќе разговараат со нивните неколкумина корумпирани судии, јавни обвинители ќе се дружат со оние од колегијалност и мислам дека сето она најмалце што може да направиме е да има цена во заедницата за непочитување на правилата. Барем ние како заедница да бидеме да ја одредиме таа цена. Ви благодарам што бевте гости вечера на 24 отворено. Почитувани гледачи, тука е крајот на вечерашната емисија. Следуваат вестите, пријатно.